Занаетите никогаш нема да изумрат. Така вели месер Хамди, чие семејство со децении се занимава со чевларство. Во последните 10 години тој самостојно и успешно продолжува со изработка и поправка на чевли. Тврди дека граѓаните често ги користат неговите услуги, иако тоа се претежно ситни поправки. Повеќе доаѓа за флекници, за помалку работи што се. Тоа се работа повеќе на тоа. Ситни работи. Ситни работи што се тие, да, поправки на тоа. А за занајатот воопшто мислите дека изумира или повторно? Не, занајатот нема никогаш да умира тоа. Мора, чим луѓите носат чевли, мора, никогаш нема да умира тоа занајат. Напливот на неквалитетни производи по ниски цени во одреден период ја намали работата на чевларите, но Хамди уверува дека граѓаните повторно почнале да го ценат квалитетот. Сега народот се освести. Пред 5-6 години кога излезе ова робата кинеска, сите трчаа по тоа. Али сега се вратија више, не земаат такви кондури. Ретко луѓе имаат што земаат такви кондури, зашто не ги сакаат, например. И миришат лошо, и не е добро за здравието и кондури. И сега па се враќа на поквалитетни кондури. Заработката која е доволна за просечен живот им дозволува на чевларите и да инвестираат во нови машини. Целта е модернизирање, поефикасно и побрзо извршување на чевларските услуги. Сега ќе се модернизираме ние што работаме со овие работи, мора да се со машини други, мислим, зашто уште ден денеска е во Германија сакате, у Швајцарска, кај сакате идите, има тоа. И во најголемите комплекси има работенца и Шнајдер и кондураџе мора да има. Значи инвестирате во машини? Ќе мора да инвестираме малку поубаво да биде више, не иде со ова више старо времски, разбира, со машини, со тоа мора да се реновира, зашто младината и да сака да работи. Малку смо и ние криви. Работаме со, например, стари, треба да го обновиме тоа. Така, занајатот има работа. Може да се живи и со една убава плата, добро, што, например, нема потреба да бегаат од тоа. Не се скупи сега машините, али може малку и државата да помогна, али еве направиле нешто, сега даваат нешто кредити, неповратливи, ама например 10.000 евра ако земаш, 5.000 евра ти е тоа бесплатно. Ама овдека немаш кај да земаш, тој ти права фактура. Например, ја треба од Турска да донесе машина. Обкружен со купишта чевли за поправка, месер Хамди продолжи со својата работа, црсто уверувајќи не дека старите занаети полека но сигурно си го враќаат стариот сјај.